Здраво, вие слушате радио Канал 103. Ова е 127-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. А денес ќе отпатуваме за Арктикот, каде еден милионер има изградено едно хајтек дувло, односно енормен дом во кој што повикува различни ликови со посебни познавања во одредена специфична област, со цел да склучи една мултимилионска сделка, но и да овозможи своевидна соработка помеѓу нив. Меѓутоа, еден по еден започнуваат да умираат, сомневајќи се пред се дека убиецот се наоѓа токму помеѓу нив. Со помош на хакерските способности на ликовите ќе се обидат да ја употребат нивната пред се рафинирана логика, за да дојдат до убиецот пред тој да дојде до нивова модерна технолошка итерација на крими серијата која би одговарала повеќе на писателското перо на Агата Кристи, меѓутоа за новите генерации, каква што е пред се серијата A Murder at the End of the World, работена за FX на Hulu, за која што ќе ви говорам денес. А денешната емисија започнавме со две композиции од петото студиско издание на одличниот рок-н-рол бенд Lucifer, односно претпоставам дека добро сте запознаени, дека овој бенд е предводен од германската пејачка Јохана Садонис, која што низ текот на годините ја промени буквално целокупната постава на овој бенд и сега е составена буквално од шведски музичари кои што заедно со неа го снимија петтиот нивен студиски албум, именуван нумеролошко ги издаваат нивните албуми, така што Lucifer 5 е новото издание, кое што направи една промена. Досегашните албуми беа издавани од Century Media, со оглед на тоа што првиот го издадоа и за Rise Above, направија скок во друга издавачка куќа, односно во Nuclear Blast, ги зема за потребите на петтиот нивен студиски албум, кој што го издаваат 3 години по четвртиот, односно Lucifer 4, така што од овој албум имавме можност да ги слушнеме Fallen Angel и Riding Reaper, а во продолжение ќе ја слушнеме моќната The Mortuary и A Coffin Has No Silver Lining, така што може да уживате во овај окултен рок-н-рол под силни влијанија на прото-хеви метал бендовите, односно на хард рок влијанија и пред се дум влијанија кои што се вообичаени за нивниот авторски израз, и уживајте во прекрасните композиции кои што ќе бидат отпеани од страна на моќниот вокал на Јохана. А доколку сакате да знаете кој е убиецот во ова ТВ серија, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, каде што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започна програмата на ТВ 103. Вие слушате радио Канал 103, ова е 127-то издание на емисијата ТВ 103, во која што ќе ви говорам за A Murder at the End of the World, што представува американска мелодрама со елементи од криминалистичкиот жанр и психолошкиот трилер, која е создадена од страна на Брит Марлинг и Зал Батманџли, кои ги знаеме како автори на популарната ТВ серија The OA, со тоа што Зал има режирано и филмовите Soul of My Voice и The East, а Брит има глумено во нив, како и во епизоди од Wayward Pines. Серијата е продуцирана за FX на Hulu, што значи дека сето тоа што не може FX да го стават на нивниот оригинален и приоритетен канал, се разбира за широка популација, кој најчесто е поврзано со серии кои се во допир со технолошки напредок завршуван на стримерот, односно стриминг канал, што е неважно каде ќе оди искрено, кога сите тие се под капата на Disney, па затоа не е рангиран стримерот посебно, туку Hulu се води како осмопласиран стример со 48,5 милиони преплатници под
Paramount над Apple Plus, а Disney си е на трето место за Netflix и Amazon, тоа претпоставам дека веќе го знаете и уште долго време ќе си остане ова рангирање на врвот. Кога е во прашање младиот стример FX на Hulu, јас ви говорам за нивната содржина уште откако ја објавија првата серија таму, односно Devs, а покрај Murder минатата година ги објавија и Great Expectations, Class of 09, The Full Monty, што значи дека по една серија објавуваат да се емитува недела за недела, за да покријат во годината прилика 4, значи една квартална, а во најава им е историската драма Shogun, која ќе биде нивната нова пролетна серија, а со оглед на тоа што планирано им е другата мистерија со убиство да се емитува на носечкиот Hulu, односно таму веќе се емитува Death and Other Details, која е при крај. Со низиното емитување потребно беше да се најде место пред се за убиството на Арктикот и баш поради тоа што не може да се надпреваруваат за вниманието на двата, односно на исто пространство, заврши на FX на Hulu. Серијата брои 7 епизоди, што значи дека првите две беа објавени на 14 ноември, а потоа секоја недела објавува нова епизода, завршувајќи со сезоната на 19 декември, односно емитувајќи се севкупно еден месец. Јас знаев за незиното излегување, јас бирав епизода по епизода и откако се појави и последната епизода започнав да ја гледам, а со оглед на тоа што епизодите се со време траење од 45 до 60 минути, потребни се некаде околу 5,5 часа да ја изгледате во целост, речиси 6, што значи дека јас се преполовив и ја гледав во 2 дена по речиси 3 часа, затоа што ми беше задржано вниманието за откривање на мистеријата околу убиствата и не можев да чекам недела за недела да открием кој е сторителот, затоа и препорачувам да се гледа серијата одеднаш, се разбира, по можност. Во серијата добиваме пристап преку ликот на Дарби Харт, таа е детективка аматер која е поканета заедно со уште 8 гости од еден милиардер во изолиран арктички комплекс пред се во близина на Исланд. Кога еден од гостите е пронајден мртов, Дарби мора да ги искористи сите нејзини вештини за да докаже дека тоа е убиство со умисла, пред самиот убиец да одземе уште еден нареден живот. Модерно доба и има потреба од модерна Агата Кристи, каде сите ние се криеме зад екраните, нали, протагонистката Дарби, меѓутоа кога ќе се одземат електронските уреди, ќе мора преку таа лимитација да се искористат пред се сетилата на ликовите и логичното расудување за да се дојде до убиецот на ова панданка на Енола Холмс, односно некаков си женски пандан на Шерлок Холмс, како што треба нели еден детектив да се подпре на фактографијата и во дадената ситуација малку и на интуитивноста за да може да дојде до местото каде што е закопана вистината пред се. Тука е љубовната приказна помеѓу Бен и Дарби, меѓу двајца условно кажано социјални отпадници зараснати со интернет од нивно роѓање, така што светот го поимаат на поразличен начин, со заемна пасија имаат за откривање пред се на овие неразрешени криминалистички случаи, која што завршила неславно, како исто така како и брачниот пар кој што ја гледаме лика кој е на малтене заробеничка на бракот во кој што се наоѓа, а не како славната хакерка со ова се зборови кои што најчесто ги употребува Дарби, која што се угледувала пред се на креативноста која што имала поглед на десантните, односно нападите кои што ја правела ли во низината младост како хакерка, меѓутоа напади кои што очигледно дека нејзиниот сопруг ќе се обиде да ги употреби како уцена за да може да ја задржи во прангиите на неговиот дом. Штрајкот го помести емитувањето на оваа серија, на која што уште на 13. август 2021 FX го нарача пред се снимањето на серијата, која што тогаш гласеше Ретрит,
почна со снимање на 7 февруари 2022 во Нью Джерси, во Јута и на лице место во Исланд, завршувајќи со снимањето на 2 септември 2022 со дополнително снимање на кадри некој месец подоцна. Од FX направија и сложувалка за да се инволвираат сите присутни на Комикон како своевидно загревање на серијата, која што беше номинирана за лимитирана серија на Critics' Choice наградите и има една номинација за Independent Spirit, конкретно за Ема, актерката која што ја глуми Дарби, но категоријата во која што секојаш има силна конкуренција е тешко веројатно дека би се пробила оваа серија таму со оглед на тоа што има огромен број на квалитетни лимитирани серии во кои што на годишно рамниште се надпреваруваат за овие престижни награди, меѓутоа прилично легитимно е тоа што Ема е номинирана да биде една од неколкуте во категорија на една од најзначајните награди, барем за независната кинематографија како што е Independent Spirit. Може тука направиме уште една кратка музичка пауза, во продолжение би ги слушнале Dead Pitch. Значи, од Германија се селиме малку јужно, односно одиме во Римини во Италија, каде што ќе бидеме пречекани од ова четворка, предводена од Giovanni Giovannini, односно гитаристот и вокал на овој, ајде да ги наречеме психоделичен стонер рок бенд со фаз, со хеви психоделија која што е силен израз на оваа четворка која што го сними своето ново студиско издание кое гласи The Cosmic Haze and the Human Race, употреба на рима, кое што ќе имаме можност Motor Pitch, Man on the Hill и Set the Control to Mother Earth, 3 композиции да изслушнеме кои се наоѓаат на ова издание, а претходното, ако не се лажам, беше Aurum, кое што го издадоа пред издавањето на овој албум, така што уживам од 2015, имате една огромна пауза помеѓу, меѓутоа овој моќен бенд ќе ве вози во интергалактичниот психоделичен призвук кој што е нивен специјалитет, така што уживајте во Dead Pitch и потоа се враќам во да ви говорам за актерите и актерките кои ја предводат ТВ серијата A Murder at the End of the World. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 127-то издание на емисијата ТВ 103, која што е посветена на ТВ серијата A Murder at the End of the World, која што е составена од следната актерска екипа, односно е предводена од Ема Корин, која што ја знаете како младата итерација на принцезата Диана од ТВ серијата The Crown. Таа ја глуми Дарби Харт, односно, условно кажано, Шерлок Холмс за Gen Z генерацијата, односно детективка аматер која, иако има 24 години, решава случаи кои што не можела полицијата да ги разреши од страна на незиниот, со помош на незиниот компјутер уште од 13 години и таа ја предводи оваа ТВ серија со тоа што имаме, како што веќе ви напоменав, две паралелни действија. Едно е од зачетокот на криминалниот случај кој што се запознава таа со незината љубов, со кој што заедно ги го решава тој случај и се обседнува со него, и актуелната ситуација каде што таа е повикана, односно преку неја влегуваме всушност во овој подземен, ајде да го наречеме, замок, односно ова скривалиште каде што мултимилионерот на Арктикот се подготвува за една сделка која што ќе треба да примени вештачка интелигенција за негово добро или за негово зло. Покрај неа, во серијата исто така може да ја погледнеме и
Брит Марлинг, која што е создавачката на оваа ТВ серија и дури режисерка и режира однатре серијата, односно таа ја глуми Ли Андерсен, сопругата на милиардерот Енди, која што всушност била поранешна хакерка на која што се угледувала Ема, односно била еден од незините идоли, која што денес ја запознаваме како домаќинка во овој мултимилионски комплекс, која што се грижи за незиното дете, колку што ќе овозможи незиниот сопруг, се разбира. Бил, да не го заборавиме, односно Вилијам Фара, кој што го глуми Харис Дикинсон, кој е прилично актуелен со одличниот The Iron Claw. Потоа глуми во ТВ серијата Траст и исто така во одличниот Beach Reds играниот филм, кој што е поранешниот дечко на Дарби, со кој што се запознава во флешбек секвенцата кога истражуваат едно убиство во минатото, кој го сретнуваме на покана, се разбира, на милиардерот Енди исто така во ова скривалиште на Арктикот, меѓутоа причината која што тој е таму е сосема поразлична од таа која што би очекувале, со оглед на тоа што тој или имале една историја која што е засебна од неговата историја со Дарби, кој што исто така до крајот на серијата дознаваме дека е таткото на Зумер, односно на детето кое што го одгледуваат Ли и Енди, со оглед на тоа што нели си имал односи со Ли, кој е засебна причина зашто таа сака да биде тој во нејзина близина, иако негира нели дека има нешто преостанато со него, така што има тука еден чуден триаголник кој што се вплеткува помеѓу овие ликови пред се. Алис Брага, која што ја знаете од култниот артхаус филм City of God, ја глуми доктор Шиан Крузе, односно таа е бразилска докторка и астронаутка, наводно првата жена која што стапнала на месечината, која што е поканета на односно во овој подземен замок, како што го нареков, односно во вилата на богаташот Енди. Потоа покрај неа други гости на Енди се Джоан Чен, која што ја знаете од Twin Peaks, една култна актерка, исто така има глумено во филмот The Last Emperor, таа ја глуми Лу Мей, која е кинетски магнат на AI технологијата, со која што Енди сака да направи сделка и да ја прифати, односно таа да направи со него, за да ја прифати, односно одбие неговата технологија. Раул Еспарза, се извинувам, кој што глумеше во Spin City, во ТВ серијата Кенди глуми и во говорев за него кога ја анализирав Допсик. Тој глуми Девид Алварес, кој што е архитект, богаташ, капиталист, уште еден од тие милиардери кои што се напокана на Енди во неговиот дом. Джермейн Фаулер е еден од нив кој што гледавме во Coming to America. Во продолжението се разбира, кој глуми Мартин Мичел во оваа ТВ серија, кој е филмаджија и е запознаен со останатите гости во оваа просторија, односно во овој дом на Енди и на Ли. Покрај него, да не го заборавим и Рајан Джей Хадед, кој што го глуми Оливер Марвен, кој е експерт за роботика, кој што има една своја нишка со оглед на тоа што ќе си биде интимен со еден од останатите посетители на оваа вила. Пеган Фейдони, кој што ја знаеме од Иси и Оси, ја глуми Зиба, таа активистка која што искористила end-to-end енкрипција за нејзиниот активизам, односно за активизамот за борбата на превласт во Иран. И секако да не го заборавиме Джавед Кан, кој што глуми Роухан Равиджит. Тој е климатски активист кој што се спријателил со Бил и покрај нив во оваа вила се наоѓа и Луис Канселми, кој што го знаете од Broadwalk Empire и од сите филмови на Скорсезе. Тој типизиран италијанец кој што глуми Тод Ендрюс по оваа ТВ серија, односно тоа е шефот на обезбедувањето на Енди. И секако дека
треба да се напоменат и Едуардо Балерини, кој што исто така глуми во Сопранос, односно станува збор за еден од тие ликови, ако веќе напоменав дека станува збор за типизирани ликови кои што најчесто и глумат италијанци. Едуардо е уште еден од нив кој што ако треба некој медитеранец, ако треба некој да се глуми од југот на Европа, дефинитивно го земаат и него, кој што го глуми во оваа ТВ серија Рей, кој представува вештачка интелигенција, односно е олицетворение на истата која се разбира дека ќе биде еден од причинителите кои ќе доведат до новие настани кои што се одвиваат во вилата, кој што има за цел да го подучува детето Зумер на Али и на Ендру, меѓутоа Енди се извинувам, меѓутоа тој е своевидно олицетворение, односно збир на сите гадности, односно ако повеќе сакаме, кои што произлегуваат од човештвото и сам по себе е рефлексија на истите со оглед на тоа што е збир на сето тоа што ние го оставаме на социјалните мрежи, а таму дефинитивно не сме најдобрата верзија на себе си, ако сакаме да се представиме како такви. И покрај нив се разбира домаќинот Клајв Овен, кој што го знаете од Sin City, Shoot 'em Up, од сериите во Monsieur Spade, во Lizzie Story, во The Nick. Говорев за него за Lizzie Story кога ја обработував, тој глуми Енди Ронсон, односно тоа е сопругот, нали, таткото на Зумер, човекот кој што ги поканува овие исклучителни и ексцентрични ликови во неговиот дом, и Келан Титлоу го глуми Зумер Ронсон, односно синот на Енди и Ли. Се појави на Дискорд каналот на фановите на оваа ТВ серија кој што постојано нагаѓа, односно постојано се обидуваат да откријат кој е убиецот, да во нивните повици се вклучат и дел од актерите и од создавачите на ТВ серијата, така што и тоа беше еден фин гест за стапување во контакт со, односно стапување во комуникација со нивните фанови. Правиме тука уште една кратка музичка пауза, односно во продолжение на емисијата го слушаме проектот кој што е именуван како Slower, односно тоа е проект кој што го предводи Боб Балч од Фу Манчу, кој што за време на подучувањето на неговите студенти кои што сакале да ја научат South of Heaven, морал да ја успори композицијата на Slayer, и токму поради тоа успорување доаѓа до идејата не само таа, уште 3 други композиции на Slayer да бидат успорени, и овој артист кој што, ако не се лажам, живее во Рим, односно издава за Heavy Psych Sound Records, односно италијанската, најзначајната италијанска стонер рок издавачка куќа, ги повикува неговите пријатели као што се Скот Ридер од Кајас, као што се членови на Кајлеса, на Monolord, на Lowrider, на Year of the Cobra. Едноставно ги поканува сите значајни соработници и пријатели од пустинската американска дезерт рок, односно стон рок сцена, да ги обработат Slayer, односно да ги обработат композициите кои што ќе имате може да слушнете во продолжение во една ултра спора думерска верзија, односно ги селектирав Bloodred, Dead Skin Mask и South of Heaven да слушнеме во продолжение на емисијата, иако и The Antichrist ја имаат на албумот, меѓутоа немаме време баш да ги преслушаме сите, така што ќе се дружиме во наредните 20 на минути со успорената верзија на ултра агресивните композиции кои што се реминесцентни за Slayer, меѓутоа ќе ги слушнеме во дум верзија вработени од страна на Slower. И потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседуваат ТВ серијата A Murder at the End of the World. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 127-то издание на емисијата ТВ 103, посветена на ТВ серијата A Murder at the End of the World, а во секој епилог на епизодите
кој што се составен дел од TV103, правам еден преглед на спецификациите, односно на одредниците кои што и поседуваат ТВ сериите, имено 7 епизоди, 4 сценаристи, има еден story editor, Чери Демелейн, што значи се 5 мина инволвирани пред се, да речеме дека во сад ја исполнува квотата, затоа што 5 сценаристи мора да има, а тие се токму на таа граница со 3 продуценти минимум, а тие имаат 17 всушност продуценти, така што исполнуваат правилата за кои што се бореа на штрајкот филмските работници. 7 епизоди, како што напоменав, што значи дека режисери за ова ТВ серија Брит Марлин го режира пилотот, а Зал го режира финалето, а останатите епизоди ги делат помеѓу себе, со тоа што Брит режира 3, Зал режира 4, односно Брит сама по себе со оглед на тоа што се наоѓа и пред камера, режира однатре епизодите. Музиката која што ќе имате можност да слушнете на крајот на ова издание е работена од Дени Бенси и Саундер Джурианс, кој што се содржи пред се меланхолична нишка во одредени композиции од албумот кој што може да преслушаме, всушност е комбинација помеѓу гудачка свита, пијано и електроника со пулсирачките творби што треба и да соодветствува на технолошкиот чинител во дејствието, така што е спојна класичното со модерното кој доаѓа до израз пред се во сцените на исчекување на трилер елементите со инволвирање по некој си женски хор за истакнување на премолченото на задоволство на ликовите. Поглед на сценографијата имаме елитен дом на богаташ во Исланд, во поглед на фотографијата Шарлот Брус Кристенсен, односно снимателката на филмот A Quiet Place, ја снима целокупната серија, има дистинкција на визуелен план во двата наративи. Тој од минатото на љубовниците се разбира дека е поблизок до топлата гама, до сепијато новите, односно има истакнати пустински топли нијанси, додека пак во бункерот доминира синилото во интериерот со по некој извор на светлина во затемнетите простории наспроти белината надвор, така што нужно е стерилноста на имото на богаташите да се разликува од топлината на споменот, што Шарлот го има постигнато. Во монтажата неа ја работа Дилан Тиченор, кој монтира 7 епизоди, а му помагаат Крис Петерсон и Луна Волвертон. Тие имаат задолжение да сечат таму каде што е најпотребно, а сепак да се задржи вниманието на гледачот со оглед на тоа што има многу ликови во една просторија, има и многу кадри со реакции, така што на нив и им припадна потребата да се дозира каде ќе биде насочен фокусот, што имаме протагонистка и пред се низ нејзиниот поглед влегуваме во овој свет, така што треба да биде застапено што е можно поголем дел од серијата. Поглед на костимографијата, шминката, иако е модерно доба, се разликува облеката и косата од флешбекот и од реалноста, од парот. Надприродно да речеме дека нема, иако има технолошко влијание, кое што е доминантно во оваа ТВ серија. Хумор и еротика нема ниту едно, ниту друго, иако има една убава снимена сцена на сласт помеѓу младите љубовџи. Ефекти има употреба на визуелни кога се проектира системот на вештачка интелигенција, флешбек е секвенцата кога се млади, се разбира, жанровски психоделична трилер мелодрама, се говори на англиски јазик, а поглед на недостатоците има малку забелешки за серијата, освен неискористеноста на споредните ликови, нема впечатливи кадри за паметење кои се издвојуваат од останатите и секојаш може да се редуцира дејствието на помалку епизоди во тоа спорадично темпо. Поглед на континуитетот на епизодите, тој сметам дека е задржан со тоа што во монтажа се дозира колку да се дознае и да се скрие со фрлање на црвени харинзи за можен убиец. Со поглед на градењето на ликовите, недоволна искористеност има на споредните ликови кои се сведени на една функција, знае да биде проблесок, значи кога имаме серија предводена од централен лик за кој што е фрлен огромен фокус, што е супер, бидејќи детективите се малку детализирани, повеќе фокус на слушајот се дава тука. Ептен големо влијание има на самата протагонистка. Во поглед на аналогија, оригиналното дело имаме пред нас кој наликува на творбите на Агата Кристи и на Конан Дойл за новите генерации, значи поблиска до серијалот на филмови Glass Onion,
ili pa Sherlock. Slični seriji na neja se Based on a True Story, The Clearing, Sharp Objects, Death and the Other Details, Devs, Clickbait, Mr. Robot, The Killing, The Mire, Shining Girls, Silo, The Vanishing Triangle, Luthor, True Detective, Mayor of Easttown, The Innocent, One of Us is Lying, The Night of the Valhalla Murders, Fargo, Black Spot, Perry Mason, Nine Perfect Strangers, Poker Face. Загадочна атмосфера, загарантирана гледливост и постигната убедливост. Епилогот откриваме дека всушност под интенцијата на вештачката интелигенција, детето станува убиецот кој што е мотивиран од заштитничкиот AI систем, што е само едно продолжение на токсичната и загушувачка љубов на таткото, со тоа што е уништен овој систем на вештачка интелигенција, кој е презаштитнички настроен, се разбира, кон детето благодарение на поатоците со кои што тој е хранет, и книгата е прочитана за случајот од минатото кој што го раководи Дарби, посветена на љубовта на незиниот живот. Бил 8 од 10 има ова серија од мене, и во поглед на продолжение, иако е лимитирана серијата, нема сега за сега некое си одобрение дадено од Hulu, кое што барем јас сум запознаен дека таа би имала свое продолжение со нов случај кој што би го работела, може би ема. Така што останува оваа серија до тоа што до сега го имаме за неа. А за самиот крај ќе слушаме музиката на Дени Саундер, кој што ја направија за ТВ серијата Murder at the End of the World. Вие го слушавте 127-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализира првата сезона на серијата Murder at the End of the World. TV103 е уникатен сигнал кој се појава секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часови нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!